Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Геодискурс и мора веднаш да кажам дека вечерашното издание воопшто не ми беше планирано, а идејата за оваа емисија ми се јави денеска на враќање, кога се враќав од Руската амбасада, каде што бев да примам еден пригоден поклон, односно една мала репрезентација, односно едно мало внимание од страна на Руската амбасада за моите досегашни активности. Овој поклон, односно овие поклони, ќе ви ги покажеме во текот на емисијата. Меѓутоа, овие сами по себе не ми се идеја на емисијава, туку идејата зошто ја правам оваа емисија ми е пред се да ви го пренесам она што и ја денеска го приметив кај руските дипломати, а тоа е континуираните репресии од нашата влада кои што ги вршат врз руските дипломати, на кои што едноставно не им дозволуваат да слободно комуницираат со нас, да слободно ги развиваме македонско-руските односи и со тоа да го афирмираме македонско-руското пријателство, а со тоа и да го шириме руското влијание. Значи, морам овде да споменеме исто така дека нашата влада комплетно без основ до сега прогласи најмалку 13 руски дипломати за персона нон грата и на тој начин им врши притисок да не можат слободно овдека да работат и да ги работат истите оние работи кои што ги работи Американската амбасада. А гледаме дека Американската амбасада, односно Американската амбасадорка, практично секоја вечер ни се појавува на вести, ни дава совети што да правиме и дава совети и на опозицијата, кумува на договори изразени во милиарди евра, додека руските дипломати не само што ги нема по нашите телевизии, туку едноставно и се плашат да се сликаат со нас, ние кои што сме, да кажеме, така отворено проруски, словенофилски, панславистички ориентирани. И денеска, покрај тоа што јас имав кејф, што бев повикан од страна на Руската амбасада, да ми дадат ништо повеќе една водка со назнака своих не брусаем, еден православен календар за следната година, како и некои други такви репрезентативни материјали. Покрај тоа што од една страна сум среќен поради ова внимание од нивна страна, од друга страна, откако си отидов, имам едно, да кажам, горко чувство, затоа што руските дипломати избегаваат да се сликаат со нас. Ние сме интелектуалци, политичари, аналитичари и се останато. Меѓутоа, се приметува тој страф од страна на руските дипломати да тоа го покажат јавно. А тоа е многу битно за народот, кога ќе не види како сме заедно, како се сликаме заедно, како правиме разноразни евенти заедно, така самиот народ се куражи. Значи, ја нема таа клима кај руските дипломати, а ја нема таа клима затоа што ги прогласуваат за персона нон грата за глупости. Еве, например, моето конкретно денешно искуство, односно, пред себе кажал дека руските дипломати се обични млади луѓе, кои што едвај дошле на ред да ги стават на дипломатска мисија во Македонија и тие
знаат дека ако бидат добри, може да бидат санкционирани од нашата влада и да бидат прогласени за персона на грата, а тоа ќе значи подоцнежно нивно враќање во Русија и потоа евентуално да бидат распределени во некоја друга за нив непожелна земја, како што е Казахстан, како што е Туркменистан, Таџикистан, некои такви земји. Сепак тие го сакаат Скопје, сакаат Македонија, затоа што сепак сме ние Европа, сепак сме ние словенска православна држава, која што пишува на кирилица и како такви тие се чувствуваат како дома и затоа гледаат што е можно повеќе и без проблем да останат овдека, затоа што воспротивно ќе бидат вратени назад и потоа кој знае каде распределени во некоја непосакувана земја. Овде практично ја ти се бавам со доловување на психолошкиот момент. Сега, например, јас лично во мноштво наврати ги имам покането да гостуваат во емисијава, го имам покането и амбасадорот, и од прва, од срце, се гледа дека тие драгом волјом прифаќаат. Меѓутоа, она што викаат американците think twice, кога ќе размислат втор пат, трет пат, веднаш приметувам на нивното лице некое нерасположение и некој страф. Например, нашата влада или нашиот председател Стево Пендаровски во една прилика рече дека сите до еден руски дипломати кои што се досега избркани од Македонија и прогласени за персона на грата, како што рече Стево Пендаровски, кој што е познат спекулант и лупач на глупости, рече дека сите до еден биле руски шпиони. А јас би ви кажал дека тоа се практично деца на 22, 3, 4 годишна возраст кои што изгледаат многу наивно, кои што изгледаат многу аџамиски и кои што воопшто не имаат капацитет да бидат било какви шпиони. Например, еве ќе го споменам денешното моје искуство со нов тази дипломат во руската амбасада во Скопје, која што практично ме повика да ми го врачи подарокот, која што е само пред 2-3 дена дојдена во Скопје, која што го знае српскиот јазик и која што се вика Ана Козловна. Значи, поразговаравме со неа можеби саат време на мноштво теми, нешто што ми е многу драго, нешто што ми го исполни срцето. Јас обично секогаш ги прашувам русите и тие од Русија, со кои што сум пријател преку социјалните мрежи и руските дипломати овде. Им викам, кој јазик подобро го познавате? Кој јазик ви е полесно достапен или полесно го разбирате? Дали македонскиот или украинскиот? И скоро сите ми велат македонскиот јазик. А денеска моето искуство со новиот руски дипломат во руската амбасада во Скопје, Ана Козловна, која што го говори одлично српскиот јазик, која што го има студирано српскиот јазик во Москва, таа ми рече дека македонскиот јазик е поблизок до рускиот јазик и затоа што рускиот стандарден јазик е направен на темел на црковно-словенскиот јазик, а црковно-словенскиот јазик практично потекнува и е основан од реонот на Солон. Тоа така ми остави кејф, меѓутоа не ми беше кејф кога на крајот на дискусијата побарав со неа да се сликаме. И веднаш го приметив оној стандарден страф кај руските дипломати, како не баре да сум извадил нож
или нешто што е живото запретувачки по нив. И веднаш го приметив тој страф на незиното лице дека може да има последици за ова. Но зошто американската амбасадорка не се плаши да се слика со било кого во оваа држава, не се плаши да се слика со политичари и не се плаши да се слика и со актуелни министри, со премиерот и со актуелната власт. Значи, тука би направил една паралела, затоа што политичкиот запад знае да се лупа во гради дека тие имаат европски и евроатлантски вредности, кои што се слобода на говор, слобода на размислување, слобода на политичко действување. Еве, например, јас, откако почна војната во Украина, како најупатен македонец, и за причините на руско-украинската војна, но и за текот на војната, еве, јас се обидувам да ги користам тие европски и евроатлантски вредности како што е слобода на говорот, меѓутоа гледате дека мејнстрим медиумите не смеат да ме викнат. Мејнстрим медиумите во смисла на Канал 5, Сител, за жал и Алфа, која што ми е најдрага, како и останатите национални концесионери, форсираат одреден прозападен наратив и прозападна пропаганда и проамериканска пропаганда, каде што Русија е представувана само во негативно светло. Например, исто така, откако почна војната во Украина, затоа говорев пред некои дени на Фејсбук, се соочувам со постојани рестрикции од страна на Фејсбук, каде што самиот Фејсбук ми го ограничува опсегот на објавата, каде што транспарентно ми стигнуваат нотификации од страна на Фејсбук дека во следните 28 дена моите постови нема да се покажуваат на хоумот, на главната страница на моите пријатели, и веднаш се приметува осетен пат. По самите лајкови тоа може да се види, каде што ме сведуваат во тие 28 дена на некои си 10, 20 до 50 лајка, за да кога ќе ми помине тој рестриктивен период, повторно ме оставаат практично да си кажам што ми лежи тука, кои се моите политички ориентации, зашто јас се залагам да говорам за словенофилијата и за панславизмот, а со тоа и за русофилијата, и кога ќе ми помине тој рестриктивен период, едноставно мојата популарност оди и до 500 и до 600 лајкови, затоа што, да не се лажеме, иако тоа јавно го нема по телевизиите, македонецот како словенојазичен, како народ кој што говори јужнословенски јазик, а со тоа и словенски јазик, ги има сите културолошки белези со Русија и сме културолошки идентични со Русија, значи говориме словенски јазик, пишуваме на словенско писмо, пишуваме на кирилица, која што е азбука измислена овде, во Охрид, во црковно-книжевната школа во Охрид, која што е основана од Свети Климент, а Свети Климент беше ученик на Кирил и Методи. И, значи, говориме за 9 век, кога што се вели Москва не ни постоела, ние ја направивме кирилицата, ја подоцна ја дадовме на останатите словенски народи, тие се свесни за тоа, го ценат тоа, меѓутоа ние треба повеќе да го цениме тоа и ние треба да имаме повеќе склоност за блискост и за интеграција по основ на словенско православно ниво. Значи, како што реков, со Русија сме
говориме ист јазик, каде што вокабуларот ни е 70% ист или е сличен или е коренски ист, а овие 30% кои што не се исти се всушност турцизмите во нашиот јазик. Затоа што треба да знаеме дека зборот ајде потекнува од турскиот збор хајде. Зборот ќош е турски збор. Да не говориме за джезве, за тенџере, за бадијала, како и многу други турцизми кои што не сме свесни дека се турцизми и кои што тие турцизми практично прават некоја 30% разлика помеѓу нашиот и рускиот јазик што се однесува до вокабулар. Секој македонец кој што се уште не е освестен, да кажеме, словенофилски кој што не е освестен, русофилски, панславистички кој што не е освестен, сите овие три работи се на еден начин различни, меѓутоа и не се содржински поклопуваат, меѓутоа се на еден начин слични работи. Значи, секој еден македонец треба да знае дека нашиот и рускиот јазик се коренски исти јазици, а ако сака тоа да го тестира, само нека слушне како звучи рускиот јазик, особено нека го слушне претседателот на Руската Федерација Путин, кој што говори полека и кој што некако таа руска верзија за мене е најлесно разбирлива, а особено секој македонец ако сака да види што е руски јазик, нека прочита било каков текст на руски и ќе види дека во основа 3 букви се различни, а тие 3 букви се практично знаци кои што на руски јазик се всушност 2 гласа. Онаа буква која што личи на деветка, која што се изговара ја, затоа што русите немаат буквата ја во азбуката. Онаа буква која што личи како споена помеѓу њ и о, таа е буквата ју, со таа буква почнува и зборот Југославија. И има уште една буква со 2 точки која што е со 2 точки која што се чита јо. Практично тоа е разликата. Значи практично тоа го дискутиравме и со Ана Козловна денеска, на пример, јас си реков дека ти веќе си 2-3 дена во Скопје, меѓутоа можеш да приметиш народот овде и како говори и можеш сигурно ти си била во контакт со текстови на македонски јазик по продавници, по разноразни и по телевизии, и по телопи. И таа буквално ме изненади со тоа што откако дојде и откако виде овде, уствари гледа колку е сличноста помеѓу македонскиот и рускиот народ и како сме всушност ние само еден народ кој што поради далечината се оддалечил и поради некои политички и геополитички причини, но и поради дијалектите кои што се создаваат, словенските дијалекти на тлото на Балканот, јужнословенските дијалекти, а на тлото од овде, од Охрид па до Владивосток, на темел на словенските дијалекти. Кога говориме за словенски дијалекти, за јужнословенски дијалекти, исто така може да констатираме дека и од овде до Словенија јазикот е ист, само мутираат дијалектите, а исто така може да констатираме дека и од Куманово до Гевгелија јазикот е ист, а мотивираат дијалектите до степен на непрепознавање, затоа што кога ќе видиме каков е дијалектот во Гевгелија, во Струмица, во Охрид, во Куманово, тоа се практично 4 различни јазици. Но темата на оваа емисија е практично друго. Е онаа болка кај мене што дипломатите од Руската амбасада едноставно не ги канат нашите медиуми
Исто така е осетна воздржаноста на руската амбасада, на дипломатите во комуникација со македонците, затоа што секогаш им виси над глава тоа дека може да бидат прогласени за персона нон грата. Например, руската амбасада која ќе организира некој настан, каде што треба да се положи свежо цвеќе на некој споменик, иако јас инсистирам постојано да 2-3 дена пред тој настан да го повикаат народот, значи преку нивните профили на социјалните мрежи, затоа што нема каде на друго место, тие се воздржани за да дојде народот и за да покаже колкава е всушност поддршката од страна на македонскиот народ до Руската Федерација, до Руската амбасада, тие се воздржани од организација на такви настани, се со цел да бидат испод радарот на нашата влада, а веројатно и на американската амбасада во Скопје, која што јас сум убеден дека нашата влада како марионетска влада на Америка, дека практично прогласувањето за персона нон грата на руските дипломати е пред се волја на американската амбасада во Скопје, која што е несвојствено голема. Нивната амбасада е една од најголемите градби во нашиот град. Треба да се доближите и да видите, значи, колкава е тоа квадратура, вака одокативно погледнато. Американската амбасада е со големина колку Eastgate Mall, колку најголемиот мол во нашиот град, и така би ве поттикнал да размислувате зошто Америка има потреба од толкава квадратура. Например, кога ќе видиме Eastgate Mall внатре, кога ќе влезеш, одиш и гледаш продавници, спратови нагоре, 3 спратови има и надоле. Има спекулации дека американската амбасада има најмалку 3 спратови надоле. И запрашајте се дали е внатре празно, дали е само амбасадорката со семејството, да речеме и 20 на дипломати, колку што имаат руската, кинеската амбасада во Скопје, или има многу повеќе, или има можеби и илјадници луѓе внатре, затоа што кога ќе видиме колкава е квадратурата, не би сакал ја да спекулирам, затоа што не знам, меѓутоа мене паметот ме наведува на некои бројки кои што се застрашувачки за една вака мала држава како што сме ние Македонија, затоа што амбасадата е пред се за да заврши работа на македонците кои што сакаат да одат во таа странска држава или на нивните државјани кои што сакаат да имаат комуникација со Македонија. Исто така, значи, покрај тоа што руската амбасада се воздржува од настани, каде што ќе го повикува народот, македонскиот народ на тие настани, имам јас едно многу горко чувство што руските дипломати дури и неќат да гостуваат во оваа емисија, а повторно плашејќи се да не ги прогласат за персона на грата и потоа ги испратат во Таџикистан, а не во Скопје, не во Европа, не во православна словенска земја која што пишува кирилица. Не би можел да кажам дека, значи, поконкретно некој од нив да се пожали, меѓутоа а и јас самиот, да кажам, избегнувам да им поставувам некои поконкретни прашања, меѓутоа еве прво што ми доаѓа сега на памет е кога го прославувавме Денот на Русија во хотелот Мериот на 12 јуни, каде што бев исто така
и јас поканет, тоа беше државен прием на руската амбасада. Тамо во разговор со еден од руските дипломати, кој што се вика Игор Хопрячков, јас кога го прашав зошто руските дипломати ги прогласуваат за персона нон грата, конкретно го прашав зошто за рускиот дипломат кој што се вика Илија Серов, кој што беше во руската амбасада во Скопје, а беше прогласен за персона нон грата и беше протеран. Игор Хопрячков ми рече дека само затоа што гостуваше во една емисија на еден наш медиум, каде што беше многу коректен, а тој медиум воопшто не е проруски, неко дури ја и го заборавив. Тој медиум станува збор за исто така емисија која што оди на YouTube и на другите платформи, а која што телевизија нема национална концесија. Значи, говориме за европски вредности, за слобода на говор. А ги укина руските медиуми во земјава да не може да се гледаат. Русија нема ниту еден медиум. Во земјава се надевам дека тоа во иднина ќе биде променето, а тоа е така меѓу другото и затоа што се уште руската држава нема официјално, да кажам, пројавено некој интерес за такво нешто. Еве, видовме на последната пресконференција на Путин, која што е стандардна новогодишна пресконференција, една новинарка од Република Српска му постави прашање дека во Република Српска нема ниту еден руски медиум. Путин беше самиот изненаден и вети дека тоа во иднина ќе биде променето и дека ќе ги замоли луѓето од Russia Today или од другите руски медиуми да во најскоро можно време отворат еден медиум кој што ќе го шири руското влијание, а такво нешто се надеваме и работиме на тоа да се случи и во Македонија. Така да би апелирал до нашите власти дека ваквиот однос кон репресивен однос кон руските дипломати да тие едноставно се плашат само да се сликаат со нас. Таквото нешто ќе си дојде ден кога не само што инволвираните лица ќе одговараат за тоа, туку овие лица кои што ги вршат овие злоупотреби ќе бидат ефикасно казнети поради ова, затоа што тој наратив ќе одговараат, ќе има одговорност, малце на сите нас ни е згадено, затоа што оваа власт се удираше во гради дека многу работи ќе промени во оваа држава, дека ќе се справи со криминалот и корупцијата, и видовме дека не само што ништо не се справи, туку криминалот и корупцијата си остана на исто ниво, па дури и на појако ниво во однос на претходниот период, пред да дојдат тие на власт, нарочито сега албанскиот политички фактор растор направи со корупција, со она што се нарекува злоупотреби од позиција на моќ, со местење на тендери, со судир на интереси. Исто така оваа влада ветуваше дека ќе има департизација, дека овој народ ќе дочека мериторен систем, дека кадровските решенија ќе бидат пред партиските решенија, дека ќе има реформи во правосудството и дека правосудството нема да биде под влијание на власта, дека ќе има реформи во администрацијата. Видовме какви реформи спроведоа.
И за крај на првиот дел од емисијава, ќе го констатирам, значи, мојот финален впечаток за нашиот однос кон руската амбасада, и тоа е, се разбира, мој впечаток, дека нивниот концепт со ова постојано прогласување на руски дипломати за персона нон грата, тие практично вршат притисок врз нивните активности, врз нивната слободна афирмација на нивната земја кај нас македонците. Значи, со тоа ја обструираат работата на руската амбасада, а тактиката што постојано прогласуваат руски дипломати за персона нон грата е тоа што, односно главната поента е таман еден руски дипломат практично се одомаќинил во Македонија, го научил идеално македонскиот јазик, ја научил македонската култура и практично ја спознал културолошката идентичност помеѓу овие два братски народи, а тоа е православието, словенскиот јазик, кирилицата и така натака. Значи, таман еден руски дипломат ќе се одомаќини овде, таман ќе ги научи улиците во Скопје, таман ќе ги научи градовите во земјава, таман ќе створи контакти со македонците овде. Едноставно овие го бркаат, за да мора да дојде нов, кој што одново ќе треба да ги учи сите овие работи, како што јас денеска 1 саат практично ја учев овие работи, ја учев Ана Козловна, рускиот дипломат, кој што ја наведов во првиот дел од емисијата, и таман таа ќе ги испонаучи овие работи, едноставно ќе ја прогласат и неа за персона нон грата, за да треба да дојде нов, за одново да се учиме и да ги создаваме релациите. Јас овде би апелирал до нашата влада, до нашите власти, дека уште еднаш ќе повторам, не само одговорност, дека ќе има и ефикасна казна, ако се утврди и потврди дека е ова точно, а јас сум убеден дека е точно, и таа казна ќе се случи и по промената на власта, која ќе дојде ВМРО ДПМНЕ на власт, и чиј член сум јас. И со ова сакам да кажам дека воопшто актуелниот надвршно политички курс на ВМРО ДПМНЕ не е таков каков што го покажува највисокото раководство, а има причини зошто е тоа така. Нема да навлегувам во оваа емисија. Само ќе кажам дека членството на ВМРО ДПМНЕ е предоминантно, па и 80% проруски, панславистички, словенофилски ориентирано, и нашата партиска мудрост во моментов, сепак и ова една шаховска партија, во моментов смета дека токму ова раководство со овие експонирани подпредседатели и така натака членови на извршен одбор, и овој курс е токму најодговарачки за нас и како држава, и како партија, и како нација, затоа што сме свесни колку сме ние мали, планетарно, и колку сме ние небитни во светската геополитика, со тоа што би апелирал до нашата власт дека можеби и за 6 месеци по промената на власта во ВМРО ДПМНЕ ќе видат едно сосема поинакво лице, каде што ќе дојдат луѓе како мене на експонирани позиции во партијата, и се што правеле противзаконски, против етички, против слободата на говорот, против слободата на размислувањето, ќе им се враќа пута 10. Да размислат во иднина дали ќе вршат вакви репресии врз руската амбасада. И овој дел би го завршил со текстот кој што го добив денеска практично во пликото, во
божичната честитка од страна на руската амбасада, чисто во подкрепа на тоа до македонците кои што сметаат дека не знаат руски јазик, да го слушнат како звучи оваа честитка на руски јазик и да спознаат дека практично тие разбираат руски јазик. Исто така разбирам и ја руски јазик, иако никогаш не сум бил во Русија, иако не сум учел руски јазик. Преводот на македонски дури ќе биде непотребен и ќе го прочитам текстот, значи честитката, новогодишна и божична, до мене, од страна на руската амбасада. Ќе го прочитам во оригинал на руски јазик. Па вели: примите топли рожденственски поздравленија и самие добри пожаленија вам и вашим блиским в новом 2024 году. Со почит, Сергеј Базникин. За тие, евентуално што не разбраа, преводот на македонски е: примите срдечни божични честитки и најдобри желби за вас и вашите блиски во новата 2024 година. Можете да видите колку слично звучат нашите јазици, а можете да проверите, например, на Google Translate како би звучало ова на португалски или на шведски или на англиски јазик, па да видите кој е нашето семејство на народи, затоа што во евроатлантскиот наратив секогаш се потенцира европското семејство на народи. Па видите дали е португалецот наше семејство или е русинот со ваков јазик. И русинот со православна вера, и русинот кој што пишува на кирилица, која што ја измисливме ние овде. Со ова сакам да го финиширам овој дел, но исто така би сакал да кажам дека јас не само што немам ништо против американскиот народ, туку јас исто така го сакам и американскиот народ, и американската култура, американската наука, американскиот филм, меѓутоа не и американската надворешна политика која што сака да направи од нас алатка за борба против Русија и за уништување на Русија, што за нас македонците е тоа неприродно. Тоа отприлика би го имал да го кажам во првиот дел, а во вториот дел од емисијава ќе го искористам чисто да кажеме зошто ја направивме емисијата, паузата со емисијата Геодискурс, но и да кажеме во иднина кои ни се плановите и кој се ќе гостува во оваа емисија. Се гледаме по краткиот джингл. Во вториот дел од емисијата ќе отидеме малку поживо, да кажам малку поведро од првиот дел од емисијата, затоа што овде ќе говориме за плановите во 2024 година со емисијава. Меѓутоа ќе кажеме и зошто 2 месеци ја немаше емисијата, а тоа беше поради болест. Едноставно, јас иако живеам здрав начин на живот, се хранам здраво, имам катадневна физичка активност, да кажам ме задеси еден вирус пред месец и пол дена, дали беше вирус, дали беше бактерија, дали беше нешто такво, кое што во повеќе наврати потоа и ме повраќаше и ме оддалечуваше од фокусирање на емисијава, од наоѓање на гости за емисијата. Меѓутоа, овде сработев доста и сега може да дадеме, да кажем, една најава. Значи, кои се плановите? Пред се плановите и веќе ја обезбедив целата српска, проруска, академска елита, кој што од почетокот на војната во Украина
се доста гласни по овие прашања, говорат за руско-украинската војна, говорат на теми од светската геополитика и јас можам да кажам и да се пофалам дека веќе сум во контакт со сите и веќе целата елита, да речем, ми потврди учество во емисијата, тие ќе гостуваат преку Skype, но ќе гостуваат во нашата емисија и луѓе од нашата држава. Се разбира, сите ние што сме на овој курс, меѓутоа отворени сме за соработка и со некој што има различно мислење. А кога веќе ја спомнав, да кажам, српската проруска сцена, овде би го навел пред се генералот Митар Ковач, со кого што веќе имаме договорено гостување во емисијата, а тоа што ми се случи мене вирусот ме оддалечи, од кој што, така да кажем, закрепнувам, иако овие рецидиви или тоа што ме повраќа е повеќе од загадениот воздух кој што го дишеме овде во Скопје, а нашата влада ништо не превзема по тоа прашање, нова влада, иако толку се удираше во гради, иако толку броја и за тоа ставија бројчаник колку жртви имаме на дневно, на неделно, на месечно, на годишно ниво од загадениот воздух во време на владењето на претходната влада. Тие ништо не променија, само првата, втората година одвоија некој ситен 0,0020% од буџетот за чистиот воздух или таква некоја ситна смешна сума, подоцна не превземаат и ве гледаме ништо и се гушиме во отровен воздух, особено овде во Скопје. Значи, од српската сцена би го навел пред се генералот Митар Ковач, кој што не е само воено лице, него и интелектуалец и професор на Факултетот за безбедност во Белград, основач на Евроазискиот безбедносен форум. Инаку дел од кандидатската листа Ми глас из народа, значи исклучително проруска листа, која што освои дури 13 пратеници во српскиот парламент на изборите кои што се случија сега пред една недела, кој што е актуелен, кој што практично е и од пред недела дена и пратеник, избран за пратеник во Српското собрание. Исто така ќе гостува и Драган Петровиќ, човек кој што има завршено 4 државни факултети, 3 докторати, кој што е извонредно упатен во руско-украинската проблематика, но кој што е исто така и многу геополитички упатен. Исто така ќе гостува и новинарот кој што за време на целата оваа војна е тамо на Донбас, Игор Дамјановиќ. Гостуваше веќе Братислав Живковиќ, српскиот доброволец на Донбас. Исто така ќе гостува и Љубинка Миличиć, главниот уредник на Спутник Србија. Исто така ќе го обезбедиме и Никола Врзич, кој што е исто така во Спутник Србија и уредник на Russia Today Balkans, порталот, како и многу други, така да кажам, од самата елита на српската проруска сцена, како што е и генералот Винко Пандуровиќ, како што е новинарот, сега и водител на емисијата Актуелности Џуро Билбија, но и многу други. Ви посакувам среќни празници и се гледаме во следното издание од емисијата Геодискурс многу скоро. Благодарам на вниманието.